Благодарам, колешке. За клучни моменти можеби не мислиме многу различно, ама на крајот од денот резултатите не ни даваат за можност да се надеваме дека нешто ќе биде подобро, и токму заради тоа се нашиве препораки овие мерки поинаку да се концепираат, а и нашите препораки за самиот ребаланс ќе бидат во тој дух. Пак ќе кажам, не може да зборуваме дека е нешто добро кога имаме 60% од БДП долг, високо задолжена земја, кога имаме 920 милиони евра дефицит, а ние упорно продолжуваме со мерки кои што се спротивно на сите начала на економијата, а началата на економијата говорат дека кога има силна економска криза, најдобриот начин за една држава да излезе од тоа е да вложува во капиталните инвестиции. Господине министер, вие сте биле дел од владите од 2006 до 2016 година. Во моментов, немојте да ми замерите, не се сеќавам точно дали сте били или на каква функција сте биле помеѓу периодот од 2009, 2011 или 2012 година, ама знаете дека тогаш кога не погоди силната должничка, светска и европска економска криза, начинот на кој што таа влада успеа да се извади од таа економска криза, која што ако не е ваква предизвикана од пандемија, е втора после оваа после големата депресија 33-та година навака, е само преку силно вложување во капиталните инвестиции. Она што може да се види е дека овие мерки, овие сетови на мерки се еднократни, ќе се дадат еднаш и нема да се искористат повторно. А повторно ние како држава нема да имаме никаква додадена вредност по нашата економија, односно нешто што дополнително ќе остане за наредните генерации наместо долгови им оставиме одредено наследство во одредени проекти. Ние можеме да видиме дека гасификацијата се кратат средствата. Можеме да видиме дека капиталните инвестиции се кратат средствата. А основната економска логика говори дека токму тие инвестиции ние треба да ги развиваме и треба да ги поттикнуваме. Зошто го говорам ова? Дозволете ми за пример да го земам автопатот Кичево-Охрид. Кога беше во најсилен ек, тоа можете да го проверите и со министерот за транспорт и врски, кој што сега е актуелен, и со тој што беше пред него, таму има можност да акумулира 1200 работници и 500 машини кои што ќе работат на трасата. Тоа значи дека 1200 луѓе кои што се резиденти на тој регион, кои што живеат таму, може да остваруваат плата и заклучно со тоа ќе може да остваруваат дополнителна потрошувачка, која што при тоа ќе се генерира и во буџетот на Република Македонија. Односно, таа спирала што беше фамозна и што ја користеше еден човек кој што не е тука, ќе има можност да му го кажам на пленарната седница, токму на тој начин се одмотува, кога вие ќе земете плата, која што ќе трае со месеци, наместо помош од државата кој што ќе трае еден месец, ќе трошите пари и по основ на даноците кои што ги остварува државата, ќе има дополнителен приход. И ова не го кажувам јас, на ова не му текна на ВМРО-ДПМН, туку ова беше само една успешна стратегија што ВМРО-ДПМН ја применуваше за да се едноставно да се спречи таа економска криза и за да може нели успешно да се извлечеме од тоа. Токму ради тоа е нашата дискусија и тука, и на кога ќе дојдат на ред амандманите, заради тоа што повторно ја промашуваме целта, повторно ќе биде овој пат можеби под 50% искористливост на средствата. Еве видов една ставка, па би ве замолил брзо да реагирате, еве тука е и министерот. Предвидени беа, чинам 17 милиони евра за поврат на ДДВ, за викендот без ДДВ. Мислам дека таква беше сумата, исправете ме ако грешам. Јас сум сигурен, бидејќи викендот не помина така како што очекувавме, дел од тие пари ќе останат неискористени. Ајде тие пари да ги ставиме на сметката на капиталните инвестиции, па да можеме да ги продолжиме оние проекти каде што државата помага за локалните патишта, наместо да кратиме и да не ги ставаме. Еве една конкретна мерка од мене, па ќе замолам тие што се одговорни да се произјаснат и по ова прашање.